Почитуван колега, сакам да ви поставам едно практично прашање. Дали имате податок колку дипломирани криминалисти, албанци, се примени во редовите на Министерството за внатрешни работи? Од 400 дипломирани, од кои 100 магистрирани, може би 10 порамковен. Од оние криминалисти кои протестираа пред владата и беа примени од сопругот на министерката, советување дека нивниот проблем ќе го пласира таму каде што треба. Министерката Јанкуловска тврдеше дека во МВР нема ниту еден вработен при чие ангажирање не се исполнити сите законски обврски. А замислете, министерката МВР го претвори во земјоделска задруга, бидејќи за каква законска обврска станува збор да бидеш завиткан во пешкир на ВМРО ДПМН и да се фотографираш за да станеш началник. Или пак со брзина на светлина од обичен полицаец да станеш началник на мобилна гранична полиција во Крива Паланка. Или пак уште неколку примери од други градови. Петрушев Дејан, наречен Хебла, со кривична пријава за разбойништво, сега на работно место помошен командир на гранична полиција во Новосело. Ѓоргиев Дејан, со образование основно, има кривична пријава за фалсификување на диплома за средно образование, а неговата кривична пријава се уште стои во ФИОКа, сега е на работно место виш инспектор по општ криминал. Зошто стои кривичната пријава? Бидејќи неговиот брат Ѓоргиев Тони е советник на директорот на Бирото за јавна безбедност и контраразузнавање. Коцев Трајан, близок на Зоран Алексов, градоначалникот на Штип, со образование виша тренерска во Бугарија, работно место инспектор по стопански криминал во СВР Штип. Сега моментално е и директор на образовна институција, ама кога е ВМРО во прашање се е можно. Аврамов Димче, кој исто така е превземен од АРМ, како командир во Радовиш, драстично се зголемуваат разбойништвата и тепачките, сега истиот е началник на источна граница. Понатаму Миле Мафија од Штип, поранешен шеф на самопослуга, сега е на високо раководно место во МВР во Скопје. Понатаму имаме поранешен продавач на бурек на 59 години работен стаж, сега е во пасошко оделение. 3 години ЕМУЦ, инспектор по дрога. Понатаму, виша педагошка школа, инспектор за странци и така натаму. Ова се високо професионалните и стручните кадри на ВМРО ДПМН во редовите на МВР.